Бројот на пријавени не ветува избор на тројца пратеници од дијаспората. До денеска до Државната изборна комисија пристигнале околу 5500 пријави од иселеници кои сакаат да гласаат на изборите. Рокот за пријавување трае уште 9 дена, а засега може да се заклучи дека интересот е слаб. За да биде избран пратеник од дијаспората или од 7-та изборна единица, потребни се околу 6400 гласови или онолку колку што е потребно да се стане пратеник од Македонија во изборната единица со најмал број излезени гласачи. Така предвидуваат измените во изборниот законник, наместо по мнозински модел да се избираат пропорционално или Европа, Америка и Австралија да биде една изборна единица. Гласањето на дијаспората се договори во пржино, ако се знае дека на изборите пред 2 години имаше вкупно 12.000 гласови од целата дијаспора. Тогаш се поизвестно е на овие да биде избран еден пратеник или 6400 гласови на една листа. За втор потребни се 12.800, а за трет дури 19.200 гласови за една листа. Поранешниот член на ДИК Сајковски смета дека треба да се зголеми цензусот во дијаспората, споредувајќи ја со излезноста во 6-та изборна единица. Имаме една интересна ситуација на квантитет и квалитет на изборна волја на гласачите. Истата сега, пак од друга страна, во тие пржински разговори, преговори како ли беа, се наметна прашањето па со дијаспората. Па се потреба да во дијаспората, во сите тие претпоставки кои што дијаспората, нели, знаеме кои не живеат сите каде што се во главните и во околината на главните градови на државите каде што се нашите амбасади и дипломатско-конзуларните представништва, па од дијаспората се бараше квалитет. Македонската алијанса ги повика сите што живеат и работат во странство да се пријават за гласање. Свесни сме дека воведувањето на изборен цензус за избор на нашите представници во собранието влијаеше негативно за мотивацијата на дијаспората. Сепак, ние сме длабоко уверени дека пријавувањето на поголем број на гласачи во дијаспората е најдобар одговор на сите обиди за дискриминација и девалвација на вредноста на гласот на нашите брајки и сестри кои, иако не живеат во татковината, никогаш ниту ја заборавиле, ниту ги раскинале врските со Македонија, стои во соопштението на Алијансата. Од политичките партии единствено ДУИ покажува активност на агитирање гласачи во Европа, па може да се случи избор на пратеник токму од стариот континент. За изборите што требаше да се одржат на 5 јуни, од дијаспората се пријавија под потребниот минимум.